Оценка за кампањата на вашите главни политички противници? Генерално би ја окарактеризирал дрска валкана, употребувајќи сите средства на државните механизми и инструменти кои што се стојат на располагање и лага со опашки, како што продолжуваат. Значи, Груевски вели, ја намаливме невработеност од 38 на 28% за 120.000 граѓани кои што биле наводно вработени. Сите знаат, и малите деца, дека еден дел од тие граѓани заминаа надвор од државата, другиот дел се избришени од евиденцијата на Агенцијата за вработување. 120.000 работни места ако се отворени нови и се вработени граѓани. Бруто домашниот производ на Македонија нема да е 2%, туку ќе е 16%. Тоа е моторна сила, тоа создава нова вредност. Тоа е силен доказ колку се големи лагите од Груевски и владеачката партија. Ветува 2046 проекти. 3 милиарди евра чинат тие 2046 проекти. И 1 милиарда автопатите и сите други проекти кои што се започнати, а се уште не се платени, 4 милиарди евра се тоа капитални инвестиции. Во буџетот за 4 години има 1 милиарда евра можност за капитални инвестиции. Уште еден силен доказ колку се големи лажите, се со конечна цел да се додржи премиерот Груевски на власт. Граѓаните тоа не смеат да го дозволат. Кампањата е валкана по валкана, никогаш не била. И од тој аспект опозицијата нема намера едноставно со очи, при очи, слепо да гледа и ништо да не презима. Нема да дозволиме и да бидеме елементација да на ваков начин обстојува оваа власт. Јас едно знам, Груевски повеќе премиер не може да биде. Ова што се случува во државата, на показ на сите, апсолутно е недозволиво никаде, така и во Македонија ќе биде. Во едно интервју деновиве најавивте дека и во случај на да ги изгубите изборите, останувате на лидерската позиција на СДСМ. По меѓувреме премиерот Груевски ве прашува дали доколку ги изгубите изборите ќе ја напуштите градоначалничката позиција на Струмица. Така, тоа е безобразниот однос на Груевски кој што се смести на пратеничките листи во случај да изгуби, да има имунитет и никој да не го чепка. Дрско и безобразно ги испраќа овие прашања, јас само вака ќе кажам. Еве има уште можност да прифати дуел, па да му одговорам на сите прашања. Се што го интересира да му дадам одговори, ама јас да го прашам. Истовремено. Да му одговорам и за глобал, и за аболицијата која што е зборува и се, ама и тој да одговори за неговите конкретни криминали. Конкретно да го прашам за се. За се што е обелоденето и се што не е обелоденето, а постојат силни индикации, па тој да одговори на јавноста. Секако, и при тоа, ако има малку храброст, после 8 години, вели дека ја владее материјата и ја знае државата. Нема зашто да се плаши. Треба да прифати дуел и директно да одговори. Инаку немам намера да се повлечам од председател на Социјалдемократскиот сојуз во никој случај, од проста причина што оваа борба ќе продолжи. И СДС да победи, борбата ќе продолжи. Забегана е работата комплетно во нашата земја. И апсолутно, таа борба мора да се води со луѓе кои што се ја сака државата и луѓе кои што имаат апсолутна поддршка од своето членство и од граѓаните. Јас сум 10 месеци председател на Социјалдемократскиот сојуз, сите го препознаваат новиот лик на Социјалдемократскиот сојуз. Ваква борба никогаш немало во вакви кампањи, апсолутно на повидок на јавноста се, создадов силна партија со капацитет на кадри, подготвена да ја земе честа дадена од граѓаните, да ја врати Македонија на вистинскиот колосек, каде што граѓаните ќе живеат многу подобар, поквалитетен и економски побогат живот. Така, а од градоначалничката? Апсолутно немам намера. Така. Господин Заев, ви благодарам за времето кое што го одвоивте да бидете гостин во нашата емисија Визави. Благодарам и еве уште еден апел до сите граѓани. Изборите се тајни, секој од нас гласа тајно. На овие избори ќе се одлучи каква иднина ќе има нашата заедничка Македонија. Таа иднина не зависи само од Заев, таа иднина зависи буквално од секој полнолетен граѓанин на оваа наша земја кој што гласа на изборите. Ве повикувам масовно да излезете на гласање. Немојте дома да останете. Со тоа што ќе останете дома, само давате алиментација ова зло да продолжи, кое што ќе ја дотолчи нашата Македонија. Да излеземе сите на избори и да одлучиме и гласаме онака како што мислиме. Апсолутно. Но седењето дома е апсолутно во полза на Никола Груевски и на власт.